Абе, како се ближи крај на сезонот, така станува се поинтересно. Посебно во Премиер Лига. Ситуација статус кво. Сега, Серија А освојува Интер, Франција освојува ПСЖ, Германија Бајер Леверкузен, Шпанија, што знам, Реал освојува таму. Али Англија, викендов нема ништо вау, ама добра. И да, минатото видео погодив доста. Меѓу кои и дербито Сити Ливерпул X. Затоа следете. Значи вака, викендов одма дерби, и тоа големо дерби. Рома Лацио. После тоа финале во Копа дел Рей, Билбао Мајорка. Се мислам за Брайтон Арсенал дали да зборам, ама ќе видиме. И во недела дербито на викендов и можеби најголемото дерби во Англија, Манчестер Юнајтед Ливерпул. Серија А, битка за Рим. Рома Лацио. Градот поделен во црвено сино или бордо синовен, што знам. Ова е дерби во буквална смисла на зборот. Ривалство, навивачи, историја, се. Дури сега пред ова дерби, Рома ќе игра со специјални дресови. Дрес во ретро дизајн со јака која имаше Рома на дресовите од времето на Франческо Тоти. Реално ова можеше да биде битка за пласма во Лига на шампиони, да не беше Лацио очен до пред 2-3 недели, што знам. Сега врзаа 2 победи поред, меѓу кои против Јуве минатото коло, ама се тоа многу касно. Имаат 6 бода помалсе од четвртата Болоња. Рома е добра. Нема порас на последните 6 надпревари, значи Дероси добро се врши работава. Али минатото коло беше олчајна со Леч. Фри, Леч имаше 27 удари кон голот на Рома, иако заврши надпреваров 0-0. 27 шута е. Тоа усвари, значи дека сега Лацио, со тоа што е подобар од Леч, може да има 40 шута. Ќе има борба и ќе има голови. Ајде одиме Копа дел Рей, шпански куп, финале. Не е некој финале какво што очекувавме, ама финале си е финале. И не се задржуваме многу тука, ќе биде кратко. Билбао преку Лига ќе обезбеди излез во Европа. Дури може и во Лига на шампиони. Мајорка па се бори за опстанок. Онака многу јако ќе биде Мајорка да освои купот, да оди во Европа, а да испадне од Лига. Усвари така ќе имаме шпански второлигаш кој што ќе игра во Европа. Ама тешко. Билбао тепа. Одиме со Брайтон Арсенал. Тепа Арсенал, што да збориме тука многу? Значи, до крај, Арсенал, Ливерпул и Сити газат. Кој прв киксне, отпаѓа од трка за титула. Сите се тука негде, под разлика. Ајде, одиме у недела. Еден надпревар, ама како за 3. Манчестер Юнајтед, Ливерпул. Ова е веќе историја. Ривалство кој што трае негде 120 години, северно-западно дерби. Сега, двата тима се најуспешните англиски екипи во домашни, во европски, во сите меѓународни надпреварувања по број на титули. Ливерпул води тоа со еден трофеј повеќе од Манчестер Юнајтед. Ливерпул има 68, Юнајтед има 67. Сега годинава ќе им киднат, плюс уште една титула. Фајлта. Ама за тоа Ливерпул мора да тепа се до крај, ако сака титула. И овој надпревар е многу важен за нив. Знам, сега ќе кажете, абе Юнајтед па и ти, кој е дерби, кој ќе ги тепаат, не знам. Ама тешко ќе биде. И распоредот до крај на Ливерпул не е баш лесен, као на пример на Сити. И Арсенал има тежок распоред. Лек колку јако ќе биде. Юнајтед највеќе може во Лига Европа, ама и тоа ќе им биде тешко. Не заборавајте дека на минатиот надпревар во ова купот пред 20 на дена, Манчестер Юнајтед тепаше 4-3. И да, Манчестер Юнајтед исто така може до титула сезонава во ова купот, затоа што во полуфинал игра со Ковентри. Ајде да не ја гнјавиме, мислам дека Ливерпул тепа овој пат. Ќе им се одмазди за оној болен пораст 4-3. И тоа е тоа за овој викенд. Дечки, следете го BMG Network, ќе имаме и новитети во наредниот период и следете ги шортс видеата. Ставете лайк на нашите фан страни на Facebook и на Instagram и бидете во тек. Чао!